Свирано многу пати, мислам, од кога постои бендот, можеби Велес ми беше еден од првите градови кај што свиравме надвор од Скопје, зашто повеќето членови на групата се од Скопје. Инаку како интернационален ден на џезот, мене ми е многу мерај, мене секој ден ми е на џезот, мислам, тоа свириме ние. И кои се очекувањата? Не знам, да направиме убав концерт, зашто многу ретко во ваква атмосфера да седат луѓето, знаеш, како во театар и онака да биде како официјално тоа. Обично сме во клубови кај што пијат пијачки луѓе и како има поише џагор од публиката, ова ќе биде малку подруга атмосфера и луѓето ќе можат малку подлабоко да навлезат во тоа што го правиме ние во нашата музика. И мислам дека онака ја имам убави очекувања, ќе видиме публиката што ќе каже. Случува, мислам дека во земјава е еден од ретките настани кај што се одбележува овој ден. Што сметате за потевот тука на локалната самоуправа? Мислам дека нивна идејата и реализацијата во Белешкиот театар. Мислам дека цел свет го прави тоа како интернационален ден на џезот. Има многу такви празници, а ето џезот е една модерна музика што веќе зима некаков музејски облик и е дел од културата, значи мислам дека и како најмладите луѓе треба да бидат запознаени, најстарите, мислам сите луѓе треба да се запознаени. Интернационален ден на џезот мислам како настане убав настан да се одбележи. И мислам дека супер е тоа што го прават. Мислам дека е стварно добар начин, значи да се прошири културата и во Македонија и да се направи некој убав концерт плюс. Колку сметате дека е распространет џезот во Македонија и колку се слуша помеѓу македонците? Па не знам, многу е тешко да одговорам на тоа, зашто колку се слуша рок, не можам ни тоа да одговорам. Има ли публика за џез? Да, има публика секако. Има публика и нашата публика воопшто не заостанува од таа другата во светот. Потпуно е исто, знаете, на 2 милиони народ, значи можете да најдете не знам колку, можеби 1000 луѓе што активно слушаат, така да тоа е добар процент статистички ако гледаме. И во светот не се слуша претерано џез, таква музика. Сметам дека е убаво и во објектот на новиот театар да има овакви настани, бидејќи многу често се случувало конкретно и самата група Летички пекинезери има доста соработувано со нашиот театар, воопшто со театарот и сметам дека е добра идејата. Какво е твоето мислење за момците вечерашни гимназијци? Јас одамна и следам нивната работа. Бендот активно го слушам, многу концерти сум посетил нивни.
Јас лично сум многу среќна што вечерва се случува тоа што се случува во целиот свет, иако ова е само трета година откако се востанови светскиот ден на џезот или пак интернационалниот џез на денот. Му благодарам на Херби Хенкок, прославениот џез пианист светски, кој исто така и амбасадор на добра волја на УНЕСКО, кој пред 3 години го востанови овој ден и еве традицијата продолжува. Драго ми е што не само во Велес, исто така и во Битола се случува ова, само се разбира таму со други актери. А што се однесува до летечки пекинезери, прв пат ги слушнав сосема случајно пред неколку години, ме воодушевија и нормално заради нив доаѓам вечер во овде.